Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, продолжуваме со започнатата седница и продолжуваме со точката, а тоа е разрешување на членови на владата, односно замениците министри од владата, господинот Башким Хасани, господинот Абдулшукур Абедини и господинот Лулзим Алиу. И мијава, освен тоа што луѓето доаѓаа на комисијски расправи и беа одговорни за седење, односно презентацијата на законите, за кое што ги овластуваа и ги пуштаа министрите во собрание, и на кое што луѓето дискутираа и ништо повеќе не ни значат, затоа што јас одговорноста секогаш кога ја гледам во одредени министерства, ја барам во првиот човек. Затоа што првиот човек има обврска да раководи, првиот човек има обврска да најде забелешка доколку нешто не функционира, првиот човек има обврска да извести за тоа што или да алармира за тоа што не функционира, и првиот човек има обврска да побара смена на некој таков кадар. Зборувам за прв човек во министерството. Истите тие имаат обврска да информираат, да алармираат и да дискутираат и со вас, како председател на владата, кој што пред 13 месеци, токму од оваа иста говорница, токму од оваа иста сала, не убедувавте дека ова е тимот за победи, ова е владата која што ќе не однесе во европска иднина и ова е владата која што треба да ги направи реформите кои што следуваат. И видите сега што се случува. Повторно после 13 месеци имаме експозе за нова влада на истиот кандидат, на истиот премиер, во која што повторно во едно мало експозе, многу поразлично од претходното кое што беше исполнето така со една еуфорија и оптимизам од страна на премиерот Ковачевски, обраќање сосема кратко и мало експозе, во кое што се обраќа до пратениците, на кој што ни вели дека јасно потенцирав дека оваа конструкција не е мотивирана од имиња и презимиња, теснопартиски интереси на ниту една партија во владата, ниту од лични политички мотиви. И сосема различно. Токму оваа реконструкција е мотивирана од теснопартиски интереси, од имиња и презимиња и од лични политички мотиви. Зошто го велам ова? Затоа што видовме деновиве пред составувањето на владата, кој беше притисокот прво во владините коалициони партнери, второ, кој беше притисокот на владата и трето, како се лицитираше и како се поврзуваа имињата на предложените кандидати за министри, заменици министри и слично. Имињата на Башким Хасани, Абдулшукур Абедини и Лулзим Алиу немаше никогаш да не ги слушнеме ако не беше вашето назначување на нив и вашето барање за разрешување на истите. И како што ги назначивте од теснопартиски интереси, од лични партиски мотиви, така и ги разрешувате и така и се случува со целото ваше експозе, кое што беше наистина сериозно кратко експозе, во кое што потоа ни викате дека ние како пратеници имаме должност кој граѓаните да градиме општество кое што доликува на современите демократии. И токму тоа го имаме побарано сите од нас пред граѓаните пред кои што сме се представиле и пред граѓаните кои што ни дале подршка за да влеземе во овој законодавен дом и да ги застапуваме за одредени интереси. Потоа ни се обраќате дека има големи работи кои што престојат, одговорноста која што ни ја доверија граѓаните не обврзува да продолжиме да работиме на реформските процеси во државата. А реформски процеси најавувавте со претходната влада пред 13 месеци. Реформски процеси најавувавте пред 13 месеци со некои нови мерки кои што ги најавувавте и сега за 13 месеци
катаклизма, излегувате пред собранието, велите дека она партија која што дојде и ви даде подршка за да се движите кон Европа, веќе не е европска партија, со стилот и зборовите кои што ги зборува албанската власт, сите ги поврзувате со ВМРО ДПМН со левица, и оние кои што пред 13 месеци беа качени на европските шини, на европската пруга, сега ги растоваравте без возен ред, без станица, зимате нови пријатели, нови другарчиња во европскиот воз, ќе ги возите некое време, ќе ги клацкате по шините, за да изгледа дека убава име вожњата, и го чека моментот кога ќе дојде ред ние од ова место повторно да дискутираме за некои нови патници во тој европски воз и за некои нови структури кои што мислат на Европа, или па некои девастирачки сили кои што се со лошата ВМРО ДПМН. А анкетите, јавните мислења, испитувањата на граѓаните, испитувањата на експертите зборуваат сосема различно. Прогресијата на мнозинството, како што милуваат да викаат пратениците од власта, ја видовме вчера. Видовме непотребни паузи за купување на време затоа што не ќе веднаш да гласат, пребројување внатре во демек цврстото и бројано европско ново мнозинство. Вчера, колеги пратеници, покажавте континуитет. И тој континуитет е за поздравување. Но континуитет во негативна смисла на зборот. Затоа што, како вчера, така и пред 13 месеци, се случи решици нешто идентично и континуирано. И тогаш, како и вчера, во последен момент имавме јавувања и пораки до јавноста за подршка на владата, дадени на бели ѕидови, и сега имаме 3 недели убедувања, преговори и одложување за гласање. Слични начини и методи со ист епилог на крајот. Обезбедување на мнозинство и подршка за владата на Ковачевски, вештачки, насила и на мускули. И на крајот од денот, што се случи вчера? Се случи менување на амбалажата, ама не и на содржината. Значи, ништо ново нема да се случи и после оваа така наречена реконструкција на министри, а денеска еве продолжуваме и со заменици министри. Едноставно, како што би рекле Ахмети и Ковачевски, владата ќе си тера како и до сега. После 3 недели, после толку изгубено време, после толку помпа, скапо платено, зголемено и бето мнозинство, пак на првото гласање изброивме 64 пратеници, па потоа мораше системот да биде крив за да се потврдиме и да имаме 65 пратеници. Гледано ни е оваков начин на гласање, гледано ни е ваков начин на нефункционирање на системот, ова не е ништо ново од оваа влада. И зошто целиот овој циркус? Ниту слушнавме нова идеја, ниту некоја нова визија, ниту реформа и напредок, ниту поцврста и постабилна влада, туку само политички и меѓупартиски пазартри и за задоволување на новите и гладните апетити на новиот коалиционен партнер во владата. Премиерот вели дека оваа подршка не треба да има партиски предзнак, не за партиски пребројувања, не за поделба на фотелите и директори. Дебатата овој пат нека биде поразлична од другите дебати. Што да дебатираме, премиере, кога вие дебатата, делбата на фотелите, политичкиот презнак го завршивте уште не почнати. Затоа што вам ви беше потребна поголема бројка за да имате комотна состојба во собранието, затоа што вам ви требаше бројка да го издишете внатре партискиот проблем и балон кој што го има ДУИ, и затоа веднаш се договорите со новиот коалиционен партнер, Алијанса, до тогашен, по ваши кажувања, стабилен политички партнер, не успеавте ни да ги дочекате да го одржат редовната седница на председателството за да се изјаснат за тоа. Меѓутоа, тоа СДС така функционира во моментот кога им требате, можете да земете се, тоа го направија и алтернатива, луѓето кои што добија министерства колку што добија, затоа што беа во тесно.
Потоа завршува приказната и повторно сте на шините кои што не водат никаде, на пругата на Социјалдемократскиот сојуз која што ја гради и ќе ве клацкаат во одреден период, ама на крајот доаѓа она неубавата реалност која ќе сватите дека ве нишале во место. Што да говорам за досегашните заменици министри и нивната работа, односно неработа и резултати. Не се криви луѓето. Имаме министри таму кои што не работат, никој ништо не спомнавте за тие министри и тие министерства. Земјоделство, шумарство и водостопанство. Апсолутно незадоволство на земјоделците. Министерство за образование и наука. Нит наставници, нит ученици, нит па граѓани, нит па некој вработен или граѓани во оваа држава е задоволен од функционирањето на министерот и целото министерство. Не само од сега. Таму имаме и претходен континуитет. Кога имавме една претходна ситуација, кога една претходна министерка не убедуваше исто дека ќе мени цели концепти и стратегии во образованието и тоа некако заврши. Дали ќе зборувам јас или не, и не е толку важно за оваа влада. Важно е што мислат граѓаните и што мислат тие и што е она што тие го артикулираат. Меѓутоа, вие не ги слушате и нив. Граѓаните ви кажуваат преку анкети кои што покажуваат поразителни, страшни и катастрофални бројки за сето ова што го правите. Граѓаните постојано ви укажуваат на реалните проблеми со кои што секојдневно се соочуваат со проблемите и тоа не го слушате. Реагирате инстинктивно и по реакција на одредена група во јавност и така ги правите и законите и мерките. Доказ за тоа е денешното пробување на шверцерски начин да се помине автентичното толкување за кое што успеавте и заменик министерот за финансии да го навлечете, да каже дека ќе има зголемување на платите во финансии, за утре да излезе министерот Бисими и да каже дека нема да има зголемување, па сега на законско решение, начин за кој што сме се договориле сите, со законот за извршување на буџети, сакате да најдете начин како да го заобиколите тоа. И функционирате на секој степен така. 6 години сте на власт и се друг ви одговора за катастрофалната состојба во која што се наоѓа Македонија. 6 години опозицијата е опозиција, не е власт и ВМРО-ДПМН ви е крил. Кога ќе ве слушнам, не знам дали има некој да ви каже, кога спомнувате ВМРО-ДПМН е бил 11 години на власт. ВМРО-ДПМН си ја плати казната за добрите и за лошите работи од владењето. И граѓаните се свесни што добро се направи и што лошо се направи. 6 години имате одговорност и обврска. Не да излегувате со експозе и да велите ние имаме одговорност пред граѓаните. Вие досега требаше да испорачате и резултати за граѓаните. Да се повикувате дека сега почнувате. Не е оправдување. Затоа што истото ова мнозинство е, затоа што таа владеачка структура е на власт, затоа што ако сменивте лидери или премиери, немојте да мислите дека е смената и размислувањето. Граѓаните очекуваат од Социјалдемократскиот сојуз, од ДУИ и другите помали коалициони партнери кои што ги имаат во редовите околу себе. Да се повикува на некое време, кога граѓаните точно знаат кои се бенефитите, знаат и кои се и лошите работи, и затоа го дале своето мислење и затоа дале подршка на некој кој што излезе со лажни ветувања пред овие граѓани, на некој кој што ветуваше сосема различни работи од овие кои што денеска сака да ги протне и да ги реализира, е прво политички некоректно, второ, премиерот на начинот на кој што беше поставен, а тоа е без избори, без легитимност и легитимитет од граѓаните, сака да менува и министри и заменици. И така функционира, затоа што тоа и го знае. И наместо оваа влада да излезе и да дозволи на избори граѓаните да одлучат кој кога и со кого ќе влезе во влада, вие поучени од премиерот, владата ја крпите и составувате во партиски стабови и туги кабинети. Затоа таквата влада од старт е криво поставена и криво ќе тера. Уште не почната крајот на оваа влада и се надзира. Граѓаните тоа го гледаат, експертите тоа го коментираат, испитувањата на јавните мислења тоа го констатираат. Сите знаат, само вие упорно бегате од реалноста, која што за некое време ќе ви се случи. Благодарам.